Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе биде малку со друга тема. Имено ќе се задржиме за еден од најголемите, за мене би рекла, македонци од 19-тиот и 20-тиот век, Крсте Петков Мисирков. Но за почеток да одиме со една убава песна во исполнение на Селимова Желчевски. Se maješ, kolku je teško libe, samo da znaješ. Vrati mi se ludo mlado, zašto se maješ? Vrati mi se milo libe, vrati mi ljubov. Vrati mi se milo libe, vrati mi život. Vrati mi se milo libe, vrati mi ljubov. Vrati mi se milo libe, vrati mi život. Kakva ti beše libe, mednata usta, koštani boja libe, kosata gusta. Kakvo ti beše libe, lice to belo, na tebe mislim libe, ljubava velo. Vrati mi se milo libe, vrati mi ljubov. Vrati mi se milo libe, vrati mi život. Vrati mi se milo libe, vrati mi ljubov. Vrati mi se milo libe, vrati mi život. Čekaš milo libe, ušte si mlada, to i da ti teši libe, tenka ta snaga. Ti veše milo libe, najubava moma, vrati se pri mene libe, dojdi si doma. Vrati mi se milo libe, vrati mi ljubov. Vrati mi se milo libe, vrati mi život. Vrati mi se milo libe, vrati mi ljubov. Vrati mi se milo libe, vrati mi život. Нормално да секој револуционер, секој борец, комита и слично има своја заслуга. Во последните 19 и 20 век би рекла дека Крсте Петков Мисирков за мене е навистина македонец кој направи премногу за македонството, за македонскиот јазик, со македонските работи. Можеби некој ќе ми замери ако речам дека можеби многу повеќе и од самиот Гоце Делчев. Да го чуеме прилогот за Крсте Петков Мисирков, па после донесете ја вашата оценка. Тој е најзначајниот македонец за 20 век.
основоположник на современиот македонски јазик и правопис, автор на првата македонска книга за тој јазик и правопис. Тој произлегува од врвните универзитети, но целото свое дело не им го подарува на универзитетите од кои што произлегува, туку и го враќа на Македонија. Заштитник на народот и татковината, Првенствено е борец со мисла и со перо, иако и самиот бил член на револуционерниот комитет и се залагал и за оружена борба. историчар кој ги постави темелите на современата македонска национална историја, Развојот на македонската национална свест и конституцијата на македонскиот јазик. етнограф, активен македонски политичар, дипломат и публицист. Таа негова идеја водилка, дека тој, како македонски интелектуалец, секогаш треба да биде во служба на својот народ. Да се зборува за Мисирков значи да се зборува за патиштата на развиток на македонската мисла и предполага големо познавање на македонската национално-политичка и културна историја. Македонците уште во 60-тите години од 19-тиот век почнале да тврдат дека не се ниту срби, ниту грци, ниту бугари, туку дека се посебна народност и се повикувале на античка Македонија. Мисирков се јавува токму во времето на најсилните пропаганди, кога се разнебитува македонското национално ткиво и кога секој се обидува да ги присвои македонците, а со тоа и македонскиот народ воопшто, македонската земја за своја. Не е тој прв автор кој што во однос на македонците ја разработува историјата и проблематиката од становиште на посебна народносна позиција на самите македонци, туку македонската народност ја потврдува дека се конституира од страна на Петко Рачов Славејков, кој што е роден 1829 година, а Крсте Мисирков е роден 1874 година, што значи Крсте Мисирков е роден токму на година кога веќе Славејков ја има комплетирано целокупната архивска документација со која се потврдува појава и континуитет на еден народносен, национален, во смисла на национален процес кај самите македонци. Сите оние кои што се родени во 70-тите години, а ќе учествуваат или во македонското ослободително движење, или во движењето за културна манифестација на македонскиот порив, тоа се луѓето токму родени во 70-тите години. Животната хроника на Крсте Петков Мисирков почнува на 18 ноември 1874 година во село Постол, Ениче Вардарско, близу древната македонска престолнина Пела, на 10 на километри од Солун и на километар и пол од стариот пат Вија Игнација. Ениче Вардар е мало градче, меѓутоа битно е затоа што се наоѓа во близината на Вија Игнатија. Вија Игнатија е не само позната комуникација во антиката, туку и простор каде што се менуваат и историјата, и луѓето, и процесите, така што и самата географија има влијание врз животната судбина на Мисирков. Крсте се родил како второ дете во семејството на сиромашните селани Петко и Ѓурѓа Мисиркови. Најстара била сестра му Марија, а најмал бил брат му Лазар. Тој бил едва 14 години кога починала мајка му и 17 години кога починал татко му. Во османлиската држава не постои образование кое што го финансира или го поддржува државата. Во тој период образованието можело да биде или на грчки, или на бугарски, доколку бил припадник на муслиманската вероисповед, тогаш тоа би било на османлиско-турски, и во северните делови на Македонија или јужните делови на Србија можело да биде на српски јазик. Во родното село Крсте Мисирков ги добива првите сознанија за животот и светот и ги запознава трите балкански пропаганди, веќе длабоко навлезени во Македонија.
Мисирков уште како дете бил подложен на тоа силно влијание и на бугарската и на грчката пропаганда, постојано во барање на место каде што ќе може да учи на својот мајчин јазик. Во Апостолското патриаршиско училиште Мисирков го завршил 6-то оделение на тугиот грчки јазик. Екзистенцијата во семејството не му возможува да има континуитет во образованието, мора и да го прекине своето образование и кога се случува можноста да се добијат средства за стипендирање и да учи во соседната Србија, тоа го прифаќа Мисирков. Така во октомври 1889 година Крсте Мисирков е веќе ученик во втор клас гимназија во Белград и се издржува со средства од друштвото Свети Сава, а живее во приватна куќа. Покрај него, во Белград биле и Даме Груев, Петар Попарсов, Димитар Мирчев, Христо Попкоцев, Никола Наумов, значајни имиња на идните промакедонски политичко-револуционерни организации. Српските просветно-воспитни институции настапиле нетолерантно кон овие млади луѓе и кон нивните основни национални чувства и социјални барања. Од нив веднаш се барало да станат Срби. Мисирков учествувал во немирите предизвикани од македонските стипендисти, пошто морал да го напушти Белград. Принуден е постојано да се расшетува од едно место на друго во потрага на неговото образование. Подмамен советување од бугарската пропаганда, отишол во Софија, каде работите не биле многу поразлични. Морал да се декларира како бугарин. Не може да се определи како бугарин и не може да ја искаже својата особеност, повторно се враќа во Србија, па заменува во Русија, во Украина. Целиот тој сплет на движење ќе го читаме во неговите написи, или во македонските работи книшката, или во списанието Вардар, па и во другите негови пишувања. Моето потекло, загубата на моите родители и образованието дадоа строго одредена суштина на моето јас. Јас веќе не сум селанец, но и не сум господар. Јас се навикнав на најголеми лишувања, но во исто време, предпоставувам, имам право да претендирам за повеќе или помалку пристоен, достоинствен живот. Моето образование, далеку од родителската грижа, разби во мене конзистентност во мислите и во постапките. Сето ова постојано го насочува и условува патот на мојот живот. Оно што влијае врз неговата натура да израсне онака како што ќе го запознаеме како една харизматична личност со едно особено чувство за перцепција и на условите во кои што живее, но и условите кои што ќе трпат влијание, е специфичната историја на македонскиот народ во рамките на османлиската држава. Четвртиот клас гимназија го завршил во Шабац, но во учебната 1892-93 повторно се вратил во Белград, каде учел учителска школа. Таму во 1895 година ја оформил ученичката дружина Вардар, која представува еден вид продолжување на дејноста на лозарите. Не случајни се неговите врски кои што ги имал со Петар Попарсов, предводникот на лозарското движење, кои што се залагале за поедноставување на тогашниот правопис со кој што се користеле тогашните македонски интелектуалци во смисла на отфрлање на тврдите гласови и воведување на нови букви. По завршувањето на учителската школа, наместо на неговото работно место, учител во Приштина, тој отишол во Одеса со намера да студира во Русија. Бидејќи не му го признавале средното образование, тој уште 2 години учел духовна семинарија во градот Полтава во Украина, па потоа се запишал на медицинскиот факултет, за во 1897 година студиите да ги продолжи на Историско-филолошкиот факултет во Санкт Петербург. Крсте Петков Мисирков без друго произлегува од една од најјаките
филолошки и лингвистички школи на неговото време. Тоа е Петроградската школа, во која што тој стапил како ученик, а од неа излегол како еден од нејзините најсолидни кадри. Таму тој е ученик на тогаш непознатите руски слависти де Куртене, Лавров, Кочубински, Платонов, Соколов. Во тогашната славистика живиот народен јазик се учел преку студентите, односно секој студент го носел својот локален говор и својот роден јазик во универзитетскиот центар во кој што се школувал. Мисирков и уште неколку видни македонци всушност ке го однесат говорениот македонски јазик во руските универзитетски центри за да може тој таму да се проучува. Сега веќе имат представители од науката, како професор Бодуен де Куртене, Лавров и Јагич, кои гледаат на македонските наречија како на одделен представител на словенската фамилија од јазици. Бодуен де Куртене, уште пред да се сретне со македонскиот јазичен материјал, ќе изработи шема според која што како основен критериум за одделноста на еден јазик на прво место ќе го постави акцентот. Кога Мисирков го проговори оној македонски акцент што и нему му бил познат, но и оној македонски акцент кон кој што тој се приопштувал, секако на светската лингвистичка јавност станувало јасно дека станува збор за посебен јазик. Со студијата кон прашањето за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко од 1902, која му била дипломска работа, Мисирков брилијантно го завршил факултетот, определувајќи се и натаму за научна работа. Самиот Мисирков ќе ја даде таа македонска димензија на циклусот песни за крале Марко, дело за околу кое што се грабале, би рекле, сите јужнословенски народи. Преку знаењето кое го стекнува во Полтава и Санкт Петербург, Мисирков ја осознава комплексната содржина на етнографијата, историјата, социологијата, политиката. Крсте Мисирков сметал дека ниеден народ не може да се развива ако не му се развива науката и литературата. И токму поради тоа се борил за возобновување на Охридската архиепископија, која што требало во своји рамки да ги земе и училиштата. Па така училиштата ќе го земеле македонскиот јазик како задолжителен предмет и ќе се истиснал грчкиот и бугарскиот и српскиот јазик. Во Санкт Петербург Мисирков е доста активен. Во 1900-та го основал тајниот македонско-одрински кружок ТМОК, а во 1902-та со македонските студенти Димитрија Чуповски, Наце Димов, Гаврил Константиновиќ и други го основаат Македонското студентско друштво, кое во 1903 година прераснува во Македонско научно-литературно другарство Свети Климент. Членовите на ова другарство испраќале од своите редовни седници барања пред се до руската влада, па и до владите на другите европски држави. Создавање на македонски јазик врз основа на македонските народни говори, обновување на Охридската архиепископија како црква која би требала да биде призната во османлиската држава, а не укината во 1767 година. Поради финансиска неможност, Мисирков не бил во состојба да ја продолжи постдипломската работа и го прифаќа предлогот на екзархијата да биде назначен за учител во Битолската машка гимназија. Доаѓајќи на свој терен, на овој интелектуалец со широк поглед кон иднината, му недостасуваат средства за војување соодветни на актуелните услови. Тој постојано инсистира на тоа да се создаде народна македонска интелигенција која што ќе ги каже гласно идеите, барањата, потребите на македонскиот народ. Затоа што, за жал, во претходниот период, голем број македонски учени луѓе кои што не по своја вина морале да се школуваат во други туги средини, на некој начин прифаќале и други туги идеи, народносни имиња и така натаму. Неговата идеална програма за македонски културен и национален препород не може да се наложи во отсуство на автохтони македонски институции, со какви што располагаат соседните држави. Барањето за формирање на научни институции
во кој што би работеле македонските интелектуалци се основата за понатамошна изградба на македонска држава. Во конкретното време, отсуството на вакви институции е делумно компензирано од тајната македонско-одринска револуционерна организација ТМОРО и прокламираниот од неа политички сепаратизам. Во Битола, Мисирков освен со учителствување во гимназијата, се зафатил и со домашна обука и подготовка на децата на тогашниот руски конзул во Битола, Александар Аркадиевич Ростковски, кој што се залагал за олеснување на животот на македонците во битолскиот крај. За жал, турските власти тоа набрзо го виделе, дека штети на нивните државнички интереси. Ростковски бил убиен, а Мисирков заедно со неговото тело се вратиле во Русија. Таму ја подготвувал својата книга за македонските работи. Во целиот тој негов ангажман, како централен чин и централно дело кое што него го издигнува на самиот врв од македонскиот национален процес во целина, представува неговата книга објавена 1903 година за македонските работи. Тогаш, во 1903 година, избувнало Илинденското востание во кое Мисирков не учествувал лично, но отишол во Софија за да ја отпечати својата книга. И додека таа се печатела, Крсте Мисирков заминува за Белград со театарската група на Чернодрински и на 11 декември 1903 година во салата на Великата школа зборувал за македонското прашање во светлината на српско-бугарското зближување, што било остро пречекано од српскиот печат. Постојано инсистира на помирувањето меѓу Србија и Бугарија, упатувајќи повик да се откажат од своите големи идеи и да им ја дадат можноста на македонците да се самоопределат. Бугарската влада не била готова за каква и да е толеранција на македонското национално движење. Кога се вратил во Софија да си ја подигне отпечатената книга, таа била откупена од тамошните власти и изгорена, а од изданието се спасили и зачувале само мал број примероци. Се спаси неколку примероци кои што останаа како обелиск, така да се каже, во македонскиот историски процес. Самиот Крсте Мисирков е претепан, па тој е отиден во Русија. Книгата за македонските работи е значајна од повеќе аспекти. Уште во предговорот Мисирков го образложува својот став зошто се зафатил со пишувањето на книгата. Имено тоа го сторил за да го изложи своето сваќање за народните идеали на македонците и на тој начин, според своите сили, да исполни дел од долгот кон својот народ и кон својата татковина. Народен идеал според Мисирков е долгот кон татковината и кон народот свој до неговото остварување. И секој свесен човек треба да се стреми да кај себе да го изгради тој народен идеал. Искажувањето на своето разбирање на народните идеали и критиката на таквија не е празна работа, зашто идеалите се душата на општата народна работа и од здравоста на таја душа зависи и здравоста и плодовитоста на самата општенародна работа. Во ова капитално дело Мисирков прави еден сериозен, иако на места остар осврт на политичката ситуација во Македонија, која е особено тешка и комплексна, имајќи ги предвид и страотните последици за народот по Илинденското востание. Воедно тој посочува дека ново востание следната пролет ќе биде погубно за македонските национални интереси. Оти тоа ќе бидат не по наши есапи, а по есапите на некоја голема сила и некои мали балкански држави, кои ќе не натераат нас да се дигнеме, а после ќе не остаат на сред пат. До конечното остварување на целите на македонците не треба да се доаѓа само со револуција, туку и со еволуција. Еволутивниот пат е борбата со пропагандите и неа всушност ја поставува како еден од народните идеали кои што треба да се остварат.
Мисирков е одличен познавач и на балканската и на македонската историја. И тоа негово знаење доаѓа до израз и во книгата за македонските работи, но и во други стати, каде што ја прави таа анализа за потеклото на пропагандите, за целта на пропагандите, зошто се тие посегања кон Македонија од страна на особено соседните балкански словенски држави. Мисирков ги изнесува и своите ставови за натамошното дејствување на националното движење. Тука како пресудна ја истакнува потребата од национално обединување, кое може да се постигне само со безпоштедна борба со пропагандите, поради кои е силно разединето македонското национално ткиво. Мисирков всушност врз своите плеки најдобро ќе ги почувствува пропагандите на соседните земји, бидувајќи би рекле самиот разнебитуван меѓу сцилите и харибдите на соседните земји. Мисирков како единствено решение за сето ова, за се уште тоа присутно разумно дејство на пропагандите, гледа во освестувањето на македонскиот народ и вели дека само освестувањето на македонскиот народ ќе ја направи дејателноста на овие пропаганди безпочвена. Покрај анализата на актуелните состојби, Мисирков во книгата експлицитно и аргументирано ја образложува македонската општествена, етничка, културна и јазична посебност, потенцирајќи дека Македонија има собствен историски развој, така што и покрај постојаните негирања од некои научници, таа несомнено сочинува оделна историска, географска и етнографска целина. Затоа тој и во ова свое дело ја истакнува значајната улога што треба да ја има македонската интелигенција во афирмирањето на македонската посебност, потенцирајќи дека таа јасно треба да ги издели интересите на македонскиот народ од оние на другите балкански народи. Затоа Мисирков инсистира на таа народна интелигенција, која конечно ќе биде глас на народот, на македонскиот народ, и не случајно во различни фази тој размислува и за различни концепти на кој начин може да му помогне на својот народ. Задачата на македонската интелигенција од сега натаму требит да биде да се одделат нагледно за сите. И за самите македонци, и за Турција, и за балканските држави, и за великите сили. Интересите на македонците до интересите на другите балкански држави и народи и да се изучат подробно сите прашања врзани со нашиот народ и нашата таткоина од сегашното големо бедствие и со претретањето на нашиот народ во дуовен и материјален однос. Добар дел од македонската интелигенција се определи кон политичката опција. Автономна политичка творба на македонците, каде што не се размислува за народностното, за јазикот, за културата. И тука е таа спрега на Мисирков со водачите на македонското ослободително движење. За него и автономија на Македонија, за која вели се бореле и револуционерите, има смисла само ако се согледаат карактеристичните особини на македонците. Јазикот, културата и историјата на македонецот, а дори потоа би се формирала државноста. Тој во целата книга ја потенцира важноста на создавањето посебен и општо прифатен македонски литературен јазик, како најважно и најмокно средство за промовирање на македонската специфичност и за постигнување на неопходното национално единство. Мисирков со својот јазик всушност самиот дава пример како треба да изгледа македонскиот литературен јазик. И тој ја дава таа социолошка, би рекле, и научна димензија на македонскиот јазик. Создавањето литературен јазик е дуовна потребност кај нас, со која се мисли да се клаит крај на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси и со која треба да се создаде свој литературен и научен центар, за да се немат нужда од Белград и Софија. Тој ја дава всушност првата, можеме да кажеме денес од аспект на науката, неофицијална кодификација на македонскиот литературен јазик, кодификација која во доста голема мера 4 децении потем, значи 1945 година, веќе станува и официјална кодификација на македонскиот литературен јазик.
Мисирков резонира дека националните интереси се тие што налагаат да се избере едно наречје за основа на литературниот јазик, околу кое треба да се групираат сите научни и литературни сили. Вели дека ако од исток и од запад, од север и од југ се подадат расите, тие ќе се прекрстат некаде над Велес Прилеп Битола и дека е тоа јазичката база врз која може да се дефинира литературната норма на македонскиот јазик, која што ќе биде доволно указателна, дека е она синтеза на сите македонски дијалекти едно и дека е доволно различна од соседните блиски јазици. Дијалектот Велешко, Прилепско, Битољско, Охридски јет јатката на македонскиот јазик, зашто на запад од него јет Дебранскиот, на југ Костурцкиот, на исток Источниот или Солунскиот и на север Скопскиот или Северниот. Значи, централното наречје имат зад себе, така да се речит историјски праа. И Мисирков, како и многу македонски дејци пред него, пишувајќи на мајчиниот јазик, се соочил со проблемот како да ги запишува специфичните гласови. Затоа тој се зафаќа и со прашањето за правописот, јасно определувајќи се за фонетскиот принцип. Тој нема за цел само да создаде едно писмо што ќе по секоја цена различно од кирилските писма на другите словенски народи. Тоа е едноставно еден, би рекла, логичен одговор на потребата на барањето специфичните македонски гласови да се обележат со соодветни букви типични за македонската азбука. Во својата книга тој употребил 29 графии, правејќи одстапка само во однос на Дж и Дз, кои ги бележи со ДЖ и ДЗ. Историски потват на Мисирков е да се определи да најде соодветни букви, зашто позајмувањето на букви од друга азбука на некој начин го наметнува нивниот гласеж, а за да се искаже оној оригинален гласеж на овие македонски гласови, по кој што впрочем македонскиот јазик се разликува од другите словенски јазици, токму тоа може да се направи ако се има и оригинална графија. И не случајно, оваа книга не успеала да ја оствари својата основна функција во времето кога била создадена и објавена. Да допре до македонската читателска публика, желна за дела на мајчиниот јазик, да ја биде достапна воедно и на светската научна јавност, каде ваквото дело сигурно не ќе поминело незабележано. Книгата за македонските работи е една совршено создадена лингвистичка книга, во онаа смисла во која што во неа се вградени најновите откритија во лингвистиката. Со оваа книга, самиот Мисирков веќе се вбројува на почетоците на социјалната лингвистика која што се зародува токму во тоа време и во Парискиот центар, но постепено и во руските центри. На почетокот на 1904 година, Крсте Мисирков беше назначен за гимназијален професор во далечниот Бердијанск во Јужна Русија. Тој ги направи подготовките за издавање на научно-литературно списание Вардар, што имаше за цел и на научен и на теоретски план да ја афирмира македонската национална посебност. Сите содржини што се вклучени во списанието навистина се внимателно одбрани и се со определена цел. А таа цел всушност треба да одговори на оние три основни задачи што ги наведува Мисирков уште во уводниот дел на списанието. Прво да ги уреди односите помеѓу македонските сепаратисти од една страна и нивните противници, односно сите балкански народности заинтересирани за македонското прашање од друга. Втората задача на која што треба да одговори списанието е да даде научни аргументи врз основа на новите лингвистички теории и материјали со кои што ќе може да се бори со оние, како што вели тој, словенофили и словенознајци што се уште не го признаваат постоењето на одделна словенска македонска народност. Како трета и главна задача, тој ја истакнува потребата да го постави македонскиот сепаратизам на научна основа, слично како во книгата за македонските работи.
Македонскиот јазик јет самобитен, да тој не јет ни српски, ни бугарски и да јет способен за литературно развивање. Набројувајќи кој се ќе биде веројатно противник на списанието Вардар, Мисирков меѓу другото наведува дека сигурно тоа ќе најде на неприфаќање и од страна на руските словенофили и јазикознајци, како што вели тој, а оние кои што сметаат дека веќе има и доволно словенски народности и без појавувањето на македонската, зашто мислат дека на тој начин се раздробува словенското единство, а не се работи за негово соединување. Покрај значајните материјали што ги донесува, меѓу кои е и препевот на песната Патник од хрватскиот поет Петар Прерадовиќ, епската народна песна Банут краљут, етнографскиот труд посветен на селата од Јужна Македонија и слично, Мисирков делумно ја усовршува и графијата, приближувајќи ги знаците за Қ и за Г, речиси целосно до современите македонски букви. Она доследно настојување на Мисирков да го испушта интервокалното В, па имаме, например, состауала, состауат, зборои, дури и ноини, што наместа го, да речем, оптоварува разбирањето на текстот, сега тој го надминува тоа и почнува да го воведува интервокалното В. Имаме изникнување и понатаму се подоследно го употребува. За жал, весникот Вардар не успел да биде представен пред руската и пред пошироката јавност, од причина што Мисирков немал пари да го подигне од печатницата. Сепак тој останува значајно сведоштво за неговите континуирани заложби, за афирмација и научна елаборација на македонската посебност. Противниците на македонскиот идентитет не емитуваат срдечен однос и действуваат агресивно. Во 1907-1908, во периодот околу младотурската револуција, кон почетокот на Првата светска војна и по нејзиниот крај кога живее во Бугарија, суровата реалност го прави Мисирков на моменти погубно ранлив од тугите институции и пропаганди и го тера често кон тривијални манифестации и остапки. И во моментите кога се чини дека одстапува од неговите македонистички ставови, се надзираат нишки зашто тоа го правил. Ако го следиме периодот, посебно кога веќе има семејство, или 905 година кога му се раѓа неговиот син, или кога треба да се бори за својата екзистенција, сосема е нормално да ги прочитаме и некои ставови кои што не се негови суштински или во кои не верува. Морал да се прилагодува на условите кои што му биле наложувани, бидејќи морал пред се да се грижи за семејството, за прехрана, за финанси, за материјална издршка. Но затоа пак веднаш после тоа се појавуваат други статии или други пишувања каде што веднаш го истакнува својот научен, историски капацитет, каде што постојано инсистира да се внимава развој на македонски јазик, посебна македонска историја. За време на Првата Балканска војна во 1912 Мисирков бил дописник на јужниот дел на Македонија за неколку руски весници. Чувствува дека ќе настапи грабеж на Македонија од трите балкански сојузници. Се обраќа до заменик министерот за надворешни работи на Русија Трубецкој и укажува дека е најдобро Македонија да остане цела и дека Македонија треба да се создава како алка кој што ќе го поврзи балканските сојузници и на тој начин ќе се реши еднаш за секогаш мирот на Балканот. Некогаш Русија ги ослободи Бугарија и Србија и го постави почетокот на политичката самостојност на јужните Словени. Сега пак Бугарија и Србија имаат морален долг да ги соединат своите политички сили и да укажат дипломатско влијание во полза на автономијата на Македонија. Автономната Македонија е најправедното решение на македонското прашање. Заедно со тоа ќе се реши и целото источно прашање. Тој многу смело им упатува и на Србија и на Бугарија. Дозволете ние да се чувствуваме македонци, дозволете да си ја изградиме нашата историја, да го изградиме нашиот културен идентитет.
Тој во својата статија «Автономија на Македонија», објавена на 1 август 1912 во одескиот весник Славјански југ, дава силни аргументи во прилог на остварувањето управа под контрола на европските сили. Македонија за деценија две ќе ги достигне своите соседи од север и од југ, како во културно-литературен, така и во економски поглед. Да и се даде автономија на Македонија, зашто само на тој начин може да се запрат тие превирања на Балканот, дури некакви посериозни превирања што можат да предизвикаат една европска војна. Во 1913 година се вратил во Петроград, каде и се придружил на македонската колонија, која започнала да го издава списанието Македонски глас, а на 1 март 1913 го подготвила првиот меморандум за независност на Македонија. Македонија е поделена без пардон, спрема линиите на фронтот, Бугарија е оштетена, а Крсте Петков Мисирков замолча. За време на Октомвриската револуција во Русија во 1917 тој се враќа во Софија, каде било неговото семејство, сопругата Екатерина Михајловна Мисиркова и синот. Поради неговата дејност не бил добредојден, но сепак добил работа во етнографскиот музеј, а потоа бил испратен на работа во Карлово. Побарал работа и во кралството СХС, но не добил одговор. И одново во 1921, 22, 23 година до крајот на животот станува радикален македонски националист. Изборува за македонска култура, да, постои. Македонска нација, да, постои. И доаѓа, така да се каже, во сукоп со тогашното ВМРО во Бугарија, кое што е под влијанието на бугарската држава. Бугарскиот државен национализам се претвора во судбина на Мисирков и тој умира на 26 јули 1926 година, надвор од родната Македонија, осамен и мајки ги покрај себе само сопругата и синот. Македонската идеја беше се уште натемисана. Така што не е ни случајно што на неговиот погреб одвај десетмина има. Неговата жена, син, докторот кој што се грижал за него. Крсте Петков Мисирков го заврши својот живот практично со ламентацијата дека македонците се посебен народ, дека се посебна нација, дека имаат историско право на своја културна, јазичка и државна посебност и неговата оставнина остана, така да се каже, во наследство на следните генерации. Токму затоа, кога новите македонски интелектуални сили, некаде во предвечерието на Втората светска војна, се здружуваат и ги премостуваат државните граници и повторно го актуализираат суштинското прашање за литературниот јазик, од заборавот го извлекуваат и безвременото дело на Мисирков. Примерот на еден Коста Рацин и неговите полемики со српските идеолози, македонскиот кружок на Вапсаров, на Попов, на Коле Неделковски, на Ангел Жаров или Сматра Калев, кои што веќе кон 38 година имаат целосна македонска национална свест. Запознавањето со севкупната активност на една стожерна фигура како што е Мисирков, за нив представува неопходност за да се продолжи понатаму. Не е случајно кога Коле Неделковски ќе се обрати до Серјожа Мисирков и ќе побара информации за неговиот татко. Тие млади луѓе кои што се појавија во предвечерието на Втората светска војна, навистина го согледаа правилниот од на македонскиот историски развој. Крсте Петков Мисирков ги поврзува сите тие генерации и ги претвара како синџир на настани континуиран од 60-те години на 19 век до Втората светска војна, кој што во основ ја дефинираат македонската држава како посебна држава во рамките на Југословенската федерација, македонскиот народ како посебен национален субјект со своја култура, традиција и јазик.
Во целокупната активност на Мисирков препознаваме еден извонреден поединец, кој истовремено и производ и чинител во историскиот процес, истовремено и представник и творец на општествените сили што го менуваат ликот на пошироката средина и на начинот на мислење на луѓето. Тој е човекот кој што ги трасира патиштата кон каде треба да се движи и македонскиот историски развој, и развојот на јазикот, и развојот на народноста, и развојот на духовноста. Може да се каже дека неговата историска мисија е македонскиот национализам. Беззаветната и безгранична љубов кон Македонија, непрекинатото мислење и работење за интересите на Македонија и полниот конзерватизам во појавите на македонскиот национален дух, јазикот, народната поезија, народниот живот, обичаите, ете ги главните црти на македонскиот национализам. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел. Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Девојко, зрело јаболко, не гледај така под око, душава ми ја изгоре, срцево ми го разболе, како вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема, како вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема, како вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема. Девојко, зрело јаболко, не гледај така под око, не знаеш, ниту сонуваш, со мене век ќе векуваш, како вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне љубовта наша голема, како вардар ќе дотечам, на раце ќе те однесам, како шара ќе израсне
naša golema. Kako vardar te dotečam, na race te odnesam, kako šaraf te izracne, ljubovta naša golema. Kako vardar te dotečam, na race te odnesam, kako šaraf te izracne, ljubovta naša golema. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Птица преселница што најде гнездо оттаму океанот, во земја каде небото е тмурно, во земја каде звездите не се како кај нас и чиниш ќе ги дофатиш. Овде дори сонцето како заинае да грее од силно посилно, а месечината иронично ни се смее. Но како и да е, тука сум јас, птицата преселница. Среќна љубов имавме, живот тесно сакавме, но за наша несреќа останав јас без неја. Живот е мој, живот е ти, зошто ме мене запусти? Живот е мој, живот е ти, зошто ме мене зацрни? Сега спикам осамен, нема песна од срце, чувам тајни спомени на далечни времена. Живот е мој, живот е ти, зошто ме мене запусти? Живот е мој, живот е ти, зошто ме мене зацрни? Мојот живот без љубов, како славе без песна, мојот живот без неја, тажнава
vrba bez koren. Živote moj, živote ti, zostave mene zapusti. Živote moj, živote ti, zostave mene Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на прановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.